културната населба Аеродром денеска беше поставен камен темелник на новата црква Света Тројца, чиј ктитор е собственикот на ракометниот и фудбалскиот клуб Вардар Сергеј Самсоненко. Извидувач на градежните работи е струмичката фирма Жикол. Специфично за црквата е што се гради во руски стил. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. 38 спасувачи на вода од утре ќе бидат ангажирани во аквапаркот и ќе се грижат за безбедноста на капачите. Покрај нив за време на викендите ќе биде ангажирано и интервентно возило за помош при евентуални повреди на посетителите. Скопскиот аквапарк од утре ги отвара вратите за посетителите. За безбедноста на посетителите, Црвениот крст на Република Македонија и Спортскиот центар Борис Трајковски денеска подпишаа меморандум за соработка за ангажирање на 38 лица како спасувачи во аквапаркот. Спасувачите и оваа година, како и минатата, ќе работат во 2 смени, а новитет е тоа што за време на викендите во аквапаркот ќе биде присутно и медицинско интервентно возило за прва помош при евентуални посериозни повреди на посетителите. Лицата поминале курс за спасување на вода, организиран од Црвениот крст на град Скопје и стигнале лиценца за спасители на вода. И оваа година Црвениот крст на Република Македонија со задоволство ќе биде партнер на аквапаркот во делот на безбедноста на капачите. И оваа година, како и минатата година, ќе бидат присутни некаде околу 38 спасители на Црвениот крст на Република Македонија во 2 смени, значи по 18 спасители, и се разбира во секоја смена ќе има медицинско лице која е една гаранција плюс за безбедноста на капачите. Дополнителен квалитет оваа година во однос на соработката и во однос на нашето работење во аквапаркот е тоа што викендите Црвениот крст на Република Македонија ќе биде постојано присутен и со интервентно возило кое во случај на не дај Боже, ќе биде во ситуација најбрзо што е можно да им излезе во пресрет на граѓаните кои ќе бидат посетители на аквапаркот. Аквапаркот на површина од 12.000 метри квадратни содржи 10 тобогани, базен за деца, базен со бранови, мрзлива река, административна зграда со ресторан, 3 кафе-барови, санитарни јазли, соблекувални и прва помош. Цената на влезницата изнесува 300 динари, а за деца под 4 години влизот е бесплатен. Семејниот пакет ќе чини 1000 динари. Утре 10 јуни со завршувањето на школската година на средношколците и основците, аквапаркот ќе биде достапен повторно за сите граѓани на Република Македонија. Аквапаркот ќе биде отворен во 10 часот наутре, а работното време ќе биде до 20 часот секој ден. Ќе работиме 7 дена во неделата. Тука, како што гледате, присутни се сите спасители кои ќе бидат оперативни оваа сезона. Драго ми е што дел од присутните се од истата екипа кои што беа лани, тоа значи дека веќе влегуваме во втора сезона и со едно поголемо искуство ќе гледаме да ги превенираме сите недоследности кои ќе се појавуваат. Драго ми е што минатата сезона заврши успешно како за Спортскиот центар Борис Трајковски и за аквапаркот. Се надевам дека и за дел од тие што повторно сакаат да бидат од екипата на спасителите во аквапаркот. Аквапаркот го отвараме утре на 10 јуни од причини што сметавме дека добро е Спортскиот центар Борис Трајковски да излезе за најмладите во пресрет и со започнувањето на распустот да придонесеме кон еден забавно рекреативен живот. Младата фотографка Милка Николовска денеска во Домот на културата во општина Илинден ја отвори својата 10-та изложба со мотиви од природата и архитектурата. Во Домот на културата во општина Илинден денеска беше отворена изложбата на младата фотографка Милка Николовска, инспирирана од природните убавини на македонските езера, флората, фауната, како и од модерната и средновековната архитектура. Ова е нејзина 10-та изложба и како што вели самата, посетителите позитивно реагираат на нејзината уметност. Со фотографија се занимавам околу 5-6 години. Најпрво почна како хоби, а потоа почнав се повеќе професионална. Инспирацијата црпам од различни мотиви, од природата, како например од животни, растенија, цвеќиња, потоа од стара архитектура. Некои мотиви се од повеќе патувања кои ги имам реализирано или пак од портрети од личности.
Не се подготвував премногу, бидејќи сликите веќе ги имав изработено, само што имав некои мали подготовки, некои додадени слики и другото се беше веќе испланирано. Имам, до сега имам околу 10 изложби, така да веќе си имам навикнато, немав некои посебни проблеми. Имам во Кора неколку самостојни изложби, до сега сум наидувала на позитивни коментари, па и идеи за како и што да фотографирам понатаму. Виолета Калик, дипломиран историчар на уметноста, за изложбата вели дека изобилува со детали кои добиваат метафорично, алегорично и повеќекратно символично значење. Калик вели дека посветената работа на младата Милка е сериозен допринос за представување на убавините на Македонија. Милка Николовска е млад автор и еден навистина раскошен талент, што го потврдуваат не само нејзините бројни награди и бројни учества во континуитет со повеќе самостојни изложби и групни учества и во рамките на нејзиното представување во градот, надвор во Републиката и на меѓународен план, со веќе етаблирани имиња на македонската ликовна сцена. Само сакам да истакнам дека овој опус кој е едно презентирање на неколку сегменти од нејзината повеќе годишна посветеност, предана посветеност на фотографијата како медиум, резултира со неколку циклуси кои се не само показател за нејзиниот талент, за нејзината посветеност, перцепција на светот што ја окружува, како надворешниот, така и внатрешниот, туку еден сериозен допринос и од аспект на презентацијата на убавините на македонската ризница, на македонското поднебје, кој е постојано неисцрпен инспиранс, како и на културолошката ризница со бројни паметници, каде што е застапена македонската архитектура, урбана, рурална. Тука се и детали кои навистина сугерираат на нејзиното специфично, луцидно и рафинирано определување и во изборот на мотивите, со едно суптилно перципирање, обсервација која резултира со навистина една изградена естетска доживелица. Посетителите на спортскиот град во трговскиот центар Скопје Сити Мол имаа можност одблиску да се запознаат со спортови кои досега немале можност да ги сретнат, а еден од нив беше и кросфитот. Викендов, Скопје Сити Мол беше центарот на спортските случувања во нашава земја, со цел да се поттикнат граѓаните да почнат да се занимаваат со спорт, но и да се запознаат со спортови кои досега веројатно не ги сретнале. Најголемиот трговски центар во државава на граѓаните им понуди одлична можност да го одберат оној спорт кој ним најмногу им се допаѓа и одговара, или едноставно да се запознаат со целокупната спортска историја на Република Македонија на едно место. Во рамките на Спорт Сити, посетителите имаа можност да ги проследат тренинзите на Кросфит Скопје и подетално да се запознаат со историјата на овој нов спорт во Македонија. Ние започнавме со работа некаде околу на почетокот 2011 година. Го отворивме нашиот клуб. Ние сме единствен официјален кросфит клуб во Македонија. И успешно работиме на делот на фитнес, односно новата димензија која што кросфитот ја нуди. Составено од 3 олимписки спортови, олимписко кревање на тегови, гимнастика и кардиоваскуларни вежби. И во таков еден систем спакуван доаѓаме до битната комбинација кросфит. Како што расте популарноста на кросфитот, и заинтересираноста е голема, бидејќи едноставно кросфитот ти нуди предизвик за сам со себе и предизвик со луѓето што се работи во група, бидејќи нашиот спорт е групна работа. Покрај Кросфит, Скопје Сити Мол во склоп на настанот Спорт Сити организираше спортска промоција на сите активни спортски федерации во Република Македонија. Спортовите ги презентираа јуниори, пионери, сениори и сениорски репрезентативци, но и рекреативци и влюбеници во спортот. Федерациите на дело покажаа што представува нивниот спорт и преку презентација на истиот направија уникатна атмосфера во трговскиот центар.
Скопје Сити Мол беше трансформиран во најголемата спортска сала во Македонија, со уникатна можност за посетителите да ги гледаат тренинзите на представниците на спортовите, како и да поразговараат со дел од македонските легенди кои беа дел од настанот. Маркетинг менаџерот на Скопје Сити Мол Дарко Панчевски истакна дека целта на настанот е преку промоција на нови спортови да се поттикнат луѓето да практикуваат физичка активност. Скопје Сити Мол, сакајќи да ги верификува и да ги глорифицира резултатите постигнати на нашите федерации, реши да направи еден спортски настан каде што ќе им дадеме признание за досега постигнатите резултати на националните федерации, како и да им даде поттик на овие нови генерации да постигнат уште подобри резултати. Одбојкарските игралишта на песок при градската плажа Парк и Камен мост и ракометно-фудбалското игралиште на песок што функционира во рамки на градската плажа Парк од денеска се пуштени во функција. Спортските терени на плажите ќе бидат отворени за спорт и рекреација секој ден во термините од 10 до 24 часот. Град Скопје информира дека сите заинтересирани граѓани, рекреативци, ученици, студенти, спортски клубови и здруженија на граѓани можат бесплатно да спортуваат и да рекреираат на игралиштата покрај кејот на реката Вардар. Закажувањето на термините може да се направи на телефонските броеви 3297 238 и 3297 320 секој работен ден до 16 часот и 30 минути или пак директно на игралиштата во овој период. Терминот за бесплатно користење е со време траење од 1 час. Спортски тимски дух и позитивна атмосфера можеа да се забележат денес меѓу младите кои на стадионот Млади лавови во општина Ѓурче Петров уште еднаш ја докажаа заложбата масовно да се вклучат во спортот. Околу 100 ученици од основните училишта од општината, придружувани од своите оделински наставници, учествуваа во Бон купот во организација на општина Ѓурче Петров. Фудбалските тимови беа составени од момчиња и девојчиња на возраст од 10 до 12 години. Општината Ѓурче Петров како мотив го искористи светското фудбалско првенство кое ќе започне наскоро. Задоволството е големо кога на едно место ќе видите огромен број на ученици кои сакаат да спортуваат и да се надпреваруваат, а крајот на оваа учебна година е одлична можност да се заокружи во знакот на популацијата и унапредување на спортските активности, во која е вклучена најмладата популација од општината, истакна градоначалникот на општина Ѓурче Петров Сокол Митровски. Македонија ја победи Грција со 27:25, а реванш дуелот од баражот за светското првенство 2015 се игра на 15 јуни во Скопје. Надал го победи Џоковиќ со 3:1 во сетови во финалето на Роланд Гарос. Повеќе за спортските вести по рекламите.